Македонија ќе изгуби половина од населението до крајот на овој век, предвидува извештајот на Обединетите нации за 2022 година насловен Перспективи на светското население. Ова не е никакво изненадување за граѓаните, речиси да нема човек на кој најблиските не му се оцелиле во потрага по подобра екзистенција. Велат доцна е сега да се преземе нешто. Ова е тренд кој трае со години и не очекуваат дека ќе се намали. Фамилијата. Од братучет имам двајца отидени. Од братучет децата на школување и таму останати. Америка, Канада, не има. А кај мене има 10 души. Блиски роднини кои што заминаа? Блиски, ќерка, син, сестра, се. Не размислуваат да се вратат тука? Не. Има Чичко, Тетин, Вујко. Па неколку, не знам како да кажам. Неколку фамилии. Таму веќе оформија фамилии. Мислам дека емиграцијава е богами значително. Мислам дека младиве се почесто си бараат среќата надвор од држава. Претпоставувам дека како резултат на сите овие наши констелации во државава. Па мислам дека овој процес и понатака ќе продолжи. Мислите ли дека се прави нешто за да се запре иселувањето? Па би требало да се направи многу јасно. Затоа што на младите светот останува, ние веќе сме стари. Па тоа тешко веќе, тоа е светски тренд и не може да се запре ништо. Согледувањето од извештајот не се изненадување ниту за експертите. Предвидувањата на дел од нив се дека ќе ни се случи доселување на сосема други граѓани од држави посиромашни од Македонија. Државна стратегија за спречување на иселувањето не гледаат. Кога велиме губење население, мислиме пред се на ова население кое што е тука родено, пред се ја мислам на македонците кои што живеат во Македонија, се намалуваат нивниот број. Така да таа драматика би рекол на размислување треба во таа смисла да ја насочиме. Парцијално нешто се работи во тој поглед, но феноменот е многу сложен. Тој е дел од вкупните процеси во развојот на македонското општество, кои со тие проблеми се соочуваат. Невработеноста на младите, пред се, да го земеме тој економски аспект. Феноменот на високото образование во Македонија. Македонија произведува кадри високообразовани кои што скоро 30-40% иселуваат од Македонија. Тоа мораме со тоа се соочиме. Еден образован, високо образован кадар во Македонија на било кој од овие факултети ја чини Македонија меѓу 40 и 50 илјади евра. Прогнозите на експертите дека населението најверојатно ќе ја менува структурата и ќе го изгубиме висококвалитетниот кадар се должи на големата сиромаштија и лошите политики. Сиромаштијата и високото ниво на невработеност во Македонија се посочени во извештајот на Обединетите нации како параметри за губењето на населението.